Со 15 одиграни кола заврши есенската полусезона во втората македонска фудбалска лига, а од тоа што може да се констатира, неколку екипи сериозно се загрозени во тешката борба за опстанок. Вардарски, Борец и Сокол се екипи кои имаат најтешка борба за опстанок. Вардарски во последното коло го забележа само првиот триумф, со тоа што иако останал на дното од табелата, има изброј на бодови како и Борец кој е предпоследен, додека колчанските жетвари се во зоната за опстанок преку Бараш со 8 бодови. Вардарски остана без тренер на едно коло до крајот на есенскиот дел, откако замена Ѓорѓе Ивановски, но пак Вардарски во таква ситуација одигра одличен меч за прва победа. Борец промене два тренери, кои би ја водел екипата во пролетниот дел, ќе има навистина тешка задача за опстанок, а промени очекуваме во Согово. Овие три екипи повеќе од јасно многу работи ќе треба да променат, не само промени во стручните штабови, промени ќе треба и во играчкиот кадар, квалитетни засилувања, најважно стабилни финансии, без тоа нема ништо, ниту успех, ниту опстанок. Борба за опстанок ќе има и кај Вардар Неготино и победа. Прилепчени лани токму преку Бараш изборија опстанок. Вардар Неготино на 13-тото место со 14 бодови, а на последните 5 надпревари забележа две победи, една минимална и една убедлива, но имаше и минимален порез и два тешки порези на кои прими 10 поголици. Победа е со скоро тенна победа и 3 порези во низи и реми, со тоа што прилепчени исто така со 14 бодови се на 12-тото место. Пак како и тимото Неготино ќе атакува на освојување на бодови уште на почетокот од пролетниот дел за сигурен опстанок многу порано. Ако направиме пресек, Вардарски, Борец и Осогово ќе би водат тешка борба за директен опстанок, додека пак Вардар Неготино и победа ќе сакаат рано обезбедување на опстанокот. Пролетната полусезона започна на 15 февруари следната година со надпреварите од 16-тото коло.